أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел, и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до судниот ден. Куранот е Аллахов говор кој е муъџиза и е чудесен и по свој израз, а и по своје значење. Аллах Азза ва Џел го направи Куранот да биде доказ за пратеништвото на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, и тоа го потврди со многу работи. Една од тие работи е предизвикот упатен кон мушриците, и теа во време кога арапите биле на врвот на совршенството во јазик и во изразување. Пошто Куранов е објавен на арапски јазик, и во тоа време арапскиот јазик беше или достигна врхунац на израз и на речитост. Аллах Азза ва Џел и предизвика на мушриците да донесе нешто слично на Куранот, макар и само една сура. Но луѓето беа и останаа немокни да го направат тоа се до ден денес, а и до судниот ден. Ова муъџиза на Куранот и оваа чудесност е присутна како и во најкратките суриња, исто така и во долгите суриња. И затоа, ако човекот не е во состојба да се спротивстави на зборот на Аллах Азза ва Џел, тогаш обврска му е да не биде тврдоглав, да не биде нечија, затоа што тоа го носи во џехеннем и во Аллахова казна. Во џехеннем и оган, чие гориво се луѓето и камењата. Возвишениот Аллах Азза ва Џел вели во 23-тиот и 24-тиот ајет од суратул Бакара: "Ва ин кунтум фи райбин мимма наззална ала абдина фа'ту би суратин мин мислих вад'у шухадаакум мин дуниллахи ин кунтум садиқин фа ин лам таф'алу ва лан таф'алу фаттакун нар аллати вaqudha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin." Велит Аллах Азза ва Џел во овие два курански ајети: а ако се сомневате во тоа што сме му го објавиле на својот роб Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, тогаш донесете вие едно суре, донесете едно поглавје кое ќе биде слично на било кој сура од Куранот, и повикајте ги оние кои ги сметате за помошници покрај Аллах, за богови покрај Аллах, да ви помогнат ако вистината ја зборувате. Па ако не го направите тоа, ако не донесите си сура слично на ова сура или на било кој сура од Куран, а никогаш нема да можете да го направите тоа, тогаш чувајте се од огнот, кој е подготвен за неверниците, чие што гориво ќе бидат луѓето и камењата. На почетокот од овие 23 курански ајет вели Аллах Азза ва Џел: а ако се сомневате во тоа што сме му го објавиле на својот роб, односно на кого? На Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, тогаш донесете, о мушрици и о мунафици, донесите една сура слична на онаа што Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем е донесе, ако тврдите дека тоа е некој друг, а не од Аллах Азза ва Џел. Пошто го обвинувале покрај многу работи дека тоа што го носи не е од Аллах Азза ва Џел. Па вели, спротивставете му се со нешто слично на овој Куран. Со било кој сура, со било какво сура, било мало или големо.
Ова објаснување ја покажува поврзаноста на овој ајет, 23 ајет, со ајетот претходно. Од зборовите на Аллах Азза ва Џел, ја јухан нас, у'буду раббакум. О луѓе, обожавајте го вашиот Господар. Поврзаноста е во тоа што претходниот ајет или два зборува за што? Зборува за Аллаховото едноштво. Зборува за неговиот таухид, за неговото божество, за неговото право на ибадет. А додека во овие ајети, во овие два ајети, Аллах Азза ва Џелле зборува за потврдување на пратеништвото на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем. Во овој ајет, кој е содржан предизвикот упатен на курешиите посебно, а и општо упатен на сите арапи, кои кажавме дека биле познати по својата речитост и израз и кој достигне највисоко ниво во тоа. Па Аллах Азза ва Џелле брече, и предизвика не еднаш, туку и предизвика на неколку наврати. Велит Аллах Азза ва Џелле во суратул Касас: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين. Велит Аллах Азза ва Џелле, кажи му Аллах пратенику, па донесете вие книга од Аллах, која подобро упатува на вистинскиот пат отколку овие две, мислејќи на Теврат и на Кур'ан, па неа да ја следам ако вистината ја зборувате. Овде гледате го и предизвикот со што? Со книга. Било каква книга да дојде од Аллах Азза ва Џелле. Овој е прв предизвик. Во суратул Исра велит Аллах Азза ва Џелле: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Велит Аллах Азза ва Џелле, кажи о Аллахов пратенику, кога сите луѓе и џинни, ове јак голем предизвик, кога сите луѓе и сите џинни би се здружиле да сочинет и да дојдет со еден ваков Кур'ан, тие, каков што е тој, не би направиле па дури и едни со други да си помагаат. Овие е втор предизвик. Значи, прво да дојдет со било каква книга од Аллах Азза ва Џелле, второ е да дојдет со Кур'ан кој е сличен на овие Кур'ан кој го имаме. Но и таа не успеа. Потоа доаѓа трет предизвик. Во сурату Худ велит Аллах Азза ва Џелле: ам јакулуна ифтара, залем тие мушриците, неверниците и мунафиците велат дека Мухаммед алейхиссалам го измислува Кур'анот? قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Кажи му Аллаху пратенику, па направете вие 10 слични на Кур'анот измислени суриња. Немојте да дојдете со книга од Аллах Азза ва Џелле, немојте да дојдете со цел Кур'ан сличен на овој Кур'ан. Тога трет предизвик, дојте бар со 10 слични суриња од сурињата на ова книга. Куранов има 114 сурија, вие дојте со 10 суриња слични на ними. Но и таа не може. Па потоа, четврти предизвик, велит Аллах Азза ва Џелле во сура Юнус, вели субханаху ва таала: ам јакулуна ифтара, قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Зар тие велат овој Кур'ан Мухаммед салаллаху алейхи селем сам го измисли? Така го обвинувале на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем. Но тие добро знаат дека тој е човек како нив. Тие бе многу јаки во јазик, во арапски јазик. И тие знаеа дека ова не е од Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, нити го имат измислено. Зашто ако го имаше измислено, и тие че измислее исто такво, зашто и тие бе јаки во јазик, живее во теја време. Но не може да дојде. Па Аллах Азза ва Џелле вели во овој предизвик: тогаш донесете и вие една единствена сура од ист вид како овој Кур'ан. Немојте цел Кур'ан, немојте книга, немојте ни 10 сурија, тогаш дојте бар само со едно сура кој е слично на овие суриња. И повикајте ги во тоа сите на кои можете да се подпрете, било луѓе, било џиннови, освен Аллах, ако сте искрени во своите тврдења.
Овие се низа на предизвици од страна на возвишениот Аллах Азза ва Джел кон овие мушрици кои сумњаат и мецомнеш во Аллаховата книга. Сви во овие ајати што испомнавме сега, свиве се мекански. Значи предизвикот беше пред хиџра во Мека. Исто така Аллах Азза ва Джел и предизвика дури и во Медина. Нели суратул Бекара објавено во Медина? По овие 23 курански ајат кој е исто така предизвик е објавен во Медина, па Аллах Азза ва Джел и предизвика и пред хиџра и предизвика и после хиџра. Едно брачо од користите на овие ајат, како каде што Аллах Азза ва Джел вели, ако се сомневате во тоа што сме му го објавиле на својот роб. Овде е највозвишениот опис со кој Аллах го имат опишано на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, а тоа е убудија, робување. Аллах Азза ва Джел од почест према Мухаммед алейхи салам го нареквит свој роб. И вакви својства Аллах Джелешану го имат опишано на многу возвишени места. Како прво е во овие предизвици, кога и предизвиквит на мушриците, Аллах Джелешану го нареквит свој роб. Исто го имат наречено свој роб во настанот со Исра и Ми'раџ. Велит Аллах Азза ва Джел: Субханаллази асра би абдихи лейла минал масџидил харами илал масџидил акса. Славен и возвишен нека е тој што во еден дел од ноќта го пренесе својот роб. Го пренесе својот роб од Месџидул Харам до Месџидул Акса. Исто така го има наречено свој роб во моменти на давет, во повиквање кон Аллах Азза ва Джел. Велит во суратул Джин: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Кога Аллаховиот роб Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем стана и го повикуваше на Аллах Азза ва Джел, му се молеше на Аллах Азза ва Джел, тие џинните околу него се собраа едни над други како збиена толпа за да го слушаат учењето на Куран на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем. Овде го има наречено како Аллахов роб, Абдуллах. Овие се најголемата почаст која мојот инсан да има е да му бидите роб на Аллах Азза ва Джел. Најголемиот врхунец на оваа дуња е да си роб и да му робуваш на Аллах субханаху ва таала. Затоа што повеќе го остваруваш твојот убудијет и твоето робување кон Аллах Азза ва Джел, толку си поблиску до него. А колку повеќе слабееш во твојот убудије и во твоето робување кон Аллах Азза ва Джел, толку повеќе се оддалечуваш од твојот Господар. Овдека имаме трета корист или ново муџизе во овие ајати. А те Аллах Азза ва Джел вели: па ако не го направите тоа, ако не донесите слично сура на овие суриња, а никогаш нема да можете да го направите тоа. Ова е ново муџизе. Велит Ибн Кефир рахимахуллах: ова е исто така уште едно чудо, уште едно муџизе на овој Куран. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем со сигурност, решителност и однапред, без страф и двоумење, извести дека овој Куран не може да биде предизвикан со нешто слично нему никогаш, ни во било кое време што ќе дојде после. И навистина така, од тога до ден денешен никој не успел да му се спротивстави на Куранот. Никој не успел да му мени ниту едно хареке, а не една буква. Иако имаше покушај. И нас не кажеше еден шејх дека во едно од западниве земји, овие кои викаат мусташрикун, ориенталисти, овие се луѓе кои одат во арапскиот свет и ја учат Аллахова вера, не за да знаат, туку само да искриват. Па и бил некој онними кој напишал од Куранов некакво поглавје или изменал само некој ајати од Аллаховава книга. И замислите, напоти го нашло дете кој е малолетно, неполнолетно, но бил хафиз на Аллаховата книга. Па кога го зел Куранот, па кога го видел и видел дека има ноксан,
го разгласил и видите колку долго учел. Тој му стешреб. И колку се трудел да ја расипат или да го измени овој Кур'ан, му е отскри неговата срам едно дете кое не беше ни полнолетно. Па Аллах Азза ва Джел е оној кој го чуват Кур'анот и се завети и се обврза дека ќе го чуват. И затоа еден од најголемите лаги во историјава е токму лагата на проклетиве шии и рафидии, кој најпојче цилјаат во Аллаховата книга. Зашто човек, кога сака да ја уништите Аллаховава вера, прво мора да појде изворот, а изворот наш е Кур'анот и Аллаховата книга. Па најмногу тие што прават? Тие кажат дека овој Кур'ан не е тој Кур'ан. Овој Кур'ан е изменат. Со ове тие го обвинува на Аллах Азза ва Джелле дека не има чувано својата книга. А далеко од теја, од што зборвет овие, Аллах Азза ва Джелле да му го даде оне што го заслужува. Во почетните дерсој зборувавме за величинственоста на Кур'анот. А во него баш се заставивме на работа, а теја беше влијаниево на Кур'анот во срцава на луѓево, па дури и ке невернициве. Од другите работи кои укажува на величинственоста е тоа што Кур'анов ни известува за разни гајбијати, за разни работи кои се случиле и кои ќе се случат, и токму оние кои веќе се десиле онаке како што Аллах Азза ва Джелле ни известил. И вели на последниот вечеров курански ајет, а тој е 24-тиот, па ако не го направите тоа, а никогаш нема да можете да го направите, тогаш чувајте се од огнот кој е подготвен за неверниците, чие што гориво ќе бидат луѓето и камењата. Како што возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели на друго место: "Ва аммал қаситун факану ли џаханнама хатаба." А што се однесува до оние зулумчарите, оние кои отстапиле од исламскиот пат, тие ќе бидат гориво за џаханнемот. И вели во друго место: "Иннакум ва ма та'будун мин дуниллахи хасабу џаханнам антум лаха варидун лау кана хаулаи алихатан ма варадуха ва куллун фиха халидун." Велит Аллах Азза ва Джел: сигурно вие, многобожците и оние што покрај Аллах ги обожавате, ќе бидете гориво за џаханнемот, а во него сигурно ќе влезете. Значи, и сите нивни идоли кои ги обожавале покрај Аллах Азза ва Джел, и сите тие кои ги обожавале, сите ќе бидат гориво во џаханнемот. А да беа тие идоли кои ги обожаваe покрај Аллах богови, немаше да влезат во џаханнем. Да беа вистински богови, немаше да влезат во џаханнем и сите во него вечно ќе останат. Аллах Азза ва Джелле ни извести во овие курански ајати дека луѓето и камењата ќе бидат гориви во џаханнемот. Под камења овде се мисли на големи, цврсти, црни камења од сулфур, кои имаат одвратен мирис, иако сулфуров на ова дуња немаат мирис, но во џаханнемот ќе имаат одвратен мирис. И се најжешките кога ќе се запалат. Аллах Азза ва Джелле да ни сочи во тоа. Велит Абдулла ибн Месуд радијаллаху ан: тоа се камења од сулфур што Аллах ги создал, уште кога ги создал небесите и земјата, подготвени за неверниците. Тие се створени и се подготвени за кого? Подготвени се за Аллаховите непријатели и за неверниците. Вели Муџахид рахимахуллах: тоа се камења од сулфур што се посмрдливи од мртов труп, посмрдливи од лешови. Ова е нагласување дека казната во џаханнемот не е само со силен оган, туку и со одвратна смрдеа и ужасна жештина, нешто што дополнително им е зголеви казната во џаханнемот. Аллах Азза ва Джелле да ни сочува од казната во џаханнем. Овде браќа што се односи за овие два курански ајати, овде се постават едно прашање, а те е откако ни извести Аллах Азза ва Джел дека Куранов е муџизе, цел Куран, секој еден ајет, секој еден збор е муџизе. Тога се постави прашање како да биде муџизе говор кој Аллах ни го пренесви од поранешните генерации, ни пренесви говор од фараонот,
па како мојот говор од фараонот да биде муъџиза? Велет исламски учењаци дека Аллах Джелешануху го пренесвит говорот на претходните генерации по значење, а не збор по збор, пошто тие зборува и други јазици. Па Аллах Джелешануху ни го пренесвит значењето на нивниот говор и затоа секој еден збор од ова Аллахова книга е токму муъџиза, е токму чудо и затоа никој немој да дојде со нешто слично на теа. Го молам Аллах Азза ва Джелле да ни усврсти на неговата вера, го молам на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни даде истрајност на неговата вера и да ни спои во Дженнетул Фирдаус со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.